Добро ви вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во уште едно издание на емисијата од Наш агол. Јас сум Лилјана Ѓоргиева. На 39 дена до предвремените парламентарни избори се уште се прават калкулации за коалиции и се креираат партиските листи за 6 изборни единици. За сега едно известно, сите посакуваат кредибилни избори. Но да одиме поред. Што предвидува роковникот на Државната изборна комисија или подобро кажано, што ќе се случува до 11 декември, кога граѓаните ќе кажат за кого ќе го дадат својот глас. За ова прилог подготви колешката Јана Целева. Председателот на Собранието на Република Македонија на 18 минатиот месец ги распиша предвремените парламентарни избори, што треба да се одржат на 11 декември, пошто почнаа да течат изборните рокови. Сите изборни рокови за предвремените избори се скратуваат за 5 дена, освен рокот за траење на изборната кампања кој останува 20 дена. Државната изборна комисија веднаш по распишувањето на изборите испраќа до МВР барања за доставување податоци за граѓаните, кои Министерството до ДИК треба да ги достави наредниот ден од денот на распишување на изборите. 10 дена од денот на распишувањето на изборите, ДИК го стави избирачкиот список на јавен увид во своите подрачни одделенија и местни канцеларии. Јавниот увид во избирачкиот список трае 15 дена. ДИК во рок од 5 дена од денот на завршување на јавниот увид, списокот треба да го достави до политичките партии, кои пак во рок од 5 дена од денот на неговиот прием, до ДИК доставуваат барање за запишување, дополнување или бришање на податоци. По поднесеното барање ДИК одлучува со решение во рок од 3 дена од денот на приемот на барањето, а против решението на ДИК политичката партија во рок од 24 часа од неговиот прием може да поднесе тужба до управниот суд. Судот е должен да одлучи во рок од 24 часа од денот на приемот на тужбата. Избирачкиот список во кој се извршени сите промени, кои произлегле од јавниот увид, ДИК го заклучува најдоцна 10 дена по неговото завршување, а треба да го потпиша заклучениот избирачки список, односно изводите од избирачкиот список на кој се гласа најдоцна 10 дена пред денот на одржувањето на изборите. Собирањето потписи пред овластени лица од ДИК за предлагање листа на кандидати за пратеници од група избирачи започнува 10-тиот ден од денот на распишувањето на изборите и трае 10 дена. Листи на кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија овластените представници на предлагачите доставуваат до ДИК. Изборната кампања започнува 20 дена пред денот на одржувањето на изборите, а завршува на полноќ еден ден пред нивното одржување. ДИК најдоцна 25 дена пред денот определен за избори ќе ги објави описите на изборните единици утврдени со изборниот законник. Болните и немокни лица гласаат во нивните домови еден ден пред денот на изборите, исто како и избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор. Избирачите кои на денот на гласањето се на привремена работа или престој во странство, гласаат во дипломатско-конзуларните представништва еден ден пред денот на одржување на изборите во Македонија. Гласањето во Република Македонија започнува во 7 часот и трае непрекинато до 19 часот на денот на изборите. ДИК првичните резултати од изборите добиени по електронски пат ги објавува сукцесивно, а резултатите врз основа на податоците од записниците на општинските изборни комисии во рок од 12 часа по завршувањето на изборите. Комисијата конечните резултати од изборите ги објавува во рок од 24 часа од денот на нивната конечност. Против решението на ДИК може да се поднесе тужба до управниот суд во рок од 24 часа од неговиот прием. Судот е должен да донесе одлука во рок од 24 часа од приемот на тужбата. ДИК со решение ќе го повтори гласањето на гласачките места на кои го поништила гласањето, само од вкупниот број на запишани избирачи на тие избирачки места на ниво на изборна единица, ако влијае врз вкупните резултати. Гласањето на овие гласачки места ќе се повтори по 14 дена, сметано од денот на гласањето. Конечно сите веруваат дека ќе се случи трета среќа, односно по двата најавени термини за предвремени парламентарни избори на 11 декември, граѓаните ќе окажат својот глас. Јасно е дека сите посакуваме да заврши речиси 2-годишната политичка криза и дека ќе можеме да се надеваме на подобри резултати за секој граѓанин на нашата држава. За сегашниот политички амбиент во пресред на предвремените парламентарни избори вечерва ќе дебатираме со Чедомир Саздовски од Гром и Маја Морачанин од Дом.
Добро вечер и добро дојдовте вечерашното издание на емисијата од наша. Господа, генерално праше, какви избори не очекуваат? Некои сметаат дека веќе сме подготвени да се соочиме, нели, со граѓаните на престојните избори на 11 декември, други пак се уште калкулираат, нели, со кого ќе истрчат на терен. Поведете, господине Селстовски. Благодарам. Имајќи предвид агонијата во која се најде Република Македонија во зимнативе 2 години и после сите овие пражински договори и така натаму, за кои што Гром како граѓанска опција за Македонија јасно и недвосмислено укажа дека не ја признава и дека тоа е лажовен договор, што впрочем сеја си докажува на дело дека е тоа така, само се одлагаат, значи, едни избори, други избори и така натаму, за на крајот на 31 август од 4 подписници на пражинскиот договор, целата македонска јавност дознае дека веќе се исполнети сите критериуми, а лично јас и ние од партијата не гледаме дека нешто битно се промени од претходните датуми утврдени за изборите. Така да сметам дека ако е веќе ова договор направен, кој е јавно објавен, на 11 декември ќе има избори и како се користи тоа новиот термин, нели, ќе бидат кредибилни. Да. Вие како партија верувам дека веќе се определивте. Да. Во органите се вкупниве овие процеси во мозаиков кои што, нели, се уште во фаза на креирање. Да, ние номинатите избори 2014 година, кои за нас се валидни, бевме на избори самостојно, настапивме и освоивме некаде околу 32.000 гласови, едно пратеничко место, и како течеше времето на ниво на органи на партијата, извршниот одбор и централниот одбор, пред извесен временски период донесовме одлука да стапиме во коалиција со водечката партија ВМРО-ДПМН. Така да, Гром е дел од оваа владеачка гарнитура и на престојните избори ќе настапиме и ќе бидеме застапени на листите на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Се определили дом како ќе настапи на престојните избори, бидејќи се уште има време за меѓупартиски преговори, калкулации, нови коалиции, создавање, распуштање на постојни коалиции и слично. Овие избори на 11 декември ќе бидат од големо значење за Македонија. Тоа ќе бидат избори за надминување на политичката криза и за демократизација на земјата. Ќе бидат избори кои ќе дадат шанса да се случи практично една затварање на оваа долгогодишна, 2-годишна, тешка, длабока политичка криза и да се нормализира живеењето во земјата. Од тој аспект, Дом, приоритет на овие избори на Дом ќе биде точно да се позиционира, бидејќи ние веќе, како што знаете, 2 години сме во опозиција со чисти и јасни ставови, во овозможување на демократизација на Македонија и во подобрување на условите за живот на сите граѓани на Македонија. Во моментов сме во преговори со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за можност за коалицирање со нив во опозицијскиот блок Центар-Лево. Во текст се преговори за нашата програма и се преговара исто така за нашето учество во парламентот, во смисол како ние најдобро би можеле да помогнеме да се остварат овие приоритетни заложби. Се надеваме дека во тек на овие неколку дена преговорите ќе завршат и потоа на седница на извршниот, на централниот одбор на партијата ќе се донесе дефинитивна одлука. Ошто прашањето, какви избори не очекуваат според вас? Ние мислиме дека се создадоа минимум услови за пристојни избори. Далеко е тоа дека условите ќе бидат фер, демократски, како што целата граѓанска јавност во Македонија посакуваше, и тоа се должи, видовме, на големите обструкции кои партиите на власт ги правеа и на договорот од Пржино, на реализирање на договорените одредби, во смисол на прочистување на избирачкиот список, на регулирање на медиумите и така натаму, така што по тие тешки долги преговори, очигледно ова беше компромисот кој 4 големи политички партии успеа да го направат и да дојдеме до едни вакви минимум услови за пристојни избори, но мислиме дека сепак ќе бидат подобри отколку што беа условите претходно. Затоа што да не заборавиме, многу промени се случија. Да, секако ќе разговараме подоцна околу промените. Јас сакам да на две работи околу демократизацијата на нашето општество. Па ве молам,
Македонија, спогласно ставува и Уставот на Република Македонија, парламентарна демократија. Според нас од гром, значи ние не го признаваме Пржинскиот договор, не го признаваме понатаму, нити го признаваме јавното обвинителство за гонење на кривични дела произлезени од прислушуваните материјали. Зборуваме упорно за демократизација, а фактички инсталиравме во државата вон уставно договорна демократија или тоа како се викаше во социјализмот порано демократски централизам. За каква тоа демократија зборуваме ние? Ние имаме демократија, сега обрнуто во овој период што се случува укажува на таа приказка како тоа можат четирите партии да се договорат и на основа на таков договор, Пржински договор, да ние имаме сега парламентарни избори, тоа не е парламентарна демократија, тоа е спротивно на уставот. Второ, околу нечистиот избирачки список, медиумите биле проблеми, така натаму веројатно ќе зборуваме и за тој дел. Да, секако. Меѓутоа, што се однесува до избирачкиот список, од 500.000, од 300.000, па не знам толку фантоми, па не знам волку, па сега тргнати 130.000 на страна и така посебно за тоа прашање. Сето тоа на крајот искочи дека ние сега во моментов имаме, за разлика од 2014 година, над 3500 нови избирачи. Сослужувате ли составот дека се обезбедени минимум услови за реализирање на квалитетни и кредибилни? Ама што се смени, ве молам, во избирачкиот список? По условите ги имаше и на претходни, првиот датум и на вториот датум ги имаше условите, а што се смени сега, па за да кажеме дека минимум услови имаме обезбедени. Обезбедени се условите. Јас се надевам дека конечно сите ќе сватиме дека агонијата наменета за граѓаните и посочена кон граѓаните на Република Македонија дефинитивно мора да престане. А тоа само може да се направи на избори. Изборите се на 11 и сметам дека тука веќе ќе се направи целосен преократ и веќе во иднина Македонија ќе оди во позитивна насока. Да. Зошто зборуваме за демократизација на земјата и зошто мислиме дека овој амбиент не е демократски и зошто сме дошле до Пржинскиот договор, ние како дом го поддржавме Пржинскиот договор, иако не учествувавме во договарањето, но треба да се подсетиме кои беа условите, зошто беше потребен таков договор во Пржино, како стигнавме до таму. Значи, по објавувањето на прислушуваните разговори од страна на опозицијата, се слушна многу скандалозни информации кои ги шокираа граѓаните и целата јавност и ние бевме сведоци на секојдневни протести на илјадници граѓани кои бараа оставка од владата, оставка од функционерите, кои едноставно беа револтирани. Имаше митинзи со огромен број на граѓани, после тоа владеачките партии организираа контрамитинзи, па имавме кампови, контракампови. Мислам, помина време, треба да се подсетиме во каква ситуација беше Македонија и општеството и затоа ние ценевме дека во услови кога е возможно да дојде до конфронтација меѓу граѓаните на Република Македонија, дека е добро да се седне на преговарачка маса и да се надмине таа криза во моментот преку еден политички договор. Се разбира, таков беше концептот, ние баравме како дом, исто така да учествуваме и ние и други помали политички партии и од граѓанскиот, значи од невладиниот сектор, но концептот на договарање беше таков со посредство на меѓународната заедница, тоа знаеме сите, и едноставно тоа беше начинот како мирно да се излезе од таа ситуација која беше тогаш. За да може, и тоа е и суштината на Пржинскиот договор, да пак да се дојде до избори. Значи, последниот чекор од разрешувањето на кризата, односно првиот во понатамошна демократизација, треба да бидат парламентарните избори. И сите тие одредби во Пржинскиот договор, околу кој се преговараше долго и макотрпно, требаше да обезбедат услови за фер избори, за да одиме сите потоа на избори. И на тој начин се разбира, граѓаните се тие кои што ќе се кажат својата волја на избори. Но моравме да дојдеме до услови за избори. Пак ќе повторам, не се идеални, сигурно дека можевме подобро, сите заедно, но едноставно сведоци бевме како тоа 2 години изгледаше преговарање, обструкции и така натаму. Дојдовме до избори, рековме. Што ќе биде клучно на престојните парламентарни избори? Квалитетна програмска понуда или што поголемо оцрнување на политичкиот противник? Дефинитивно квалитетна изборна програма, меѓутоа би се останало уште малку околу овој дел, околу скандалозни информации и така натаму и така натаму. Видите, ние општеството го затрувме од принцип на индици,
Нас во собрание ни дадоа половина саат претходно одреден закон од пражничкиот договор кој треба да го гласаме, на кој што немаше дискусија, немаше ништо, и сега истите тие што ни го подготвија тоа, представниците од чадорот и околу него, истите тие ни укажуваат, читам Ван Којте пред некој ден, кажува дека очекувал во собранието да се дебатира. Па ве молам, затоа кажувам договорна демократија, ова беше со декрет донесено. Формирани беа ван уставни институции. Па година дена работа. Ништо не направи околу тој дел. Нема осуден. Во оној момент, значи мора да направиме разлика од индиции до реални ситуации што се случени со судска пресуда. Ономо кај што ќе имаме ние таква работа, тогаш веќе можеме да говориме дека имаме скандалозни случувања и така натаму и така натаму. Сето сега се уште стои на индици. Што се однесува до околу изборите, дали ќе бидат кредибилни, дали програмите ќе придонесат, веќе се изјасни. Значи, по мене и по нас од гром. Програмата е таа. Граѓаните очекуваат од политичките партии да дадат позитивна понуда. Да градат. Знаете што, не можеме да одбегнеме. Миладиновци Штип се гради пат, автопат. Кичево Охрид се гради автопат. Не знам, Смоквица се гради автопат. Се градат развојни зони. Не знам, многу се гради во државата. Да кажувате дека тоа не се прави, тоа значи ставате темни на очари. Тоа значи не сакате да видите реалноста, не сакате да се соочите со реалноста. Покривајќи го сето тоа со некаква одземено право на демократија, со некаква демократичност, со не знам што, па ве молам, критикувани, не знам, одредени проекти и така натаму. Ако веќе граѓаните еднаш дале средства за одредена изградба, сега повторно да одите и да ги фарбате, не знам, со шарени, со кадифени, со вакви релуци, со онакви релуци. Таа приказка нема во Македонија сигурно да помине, бидејќи навреме се прочитани сите овие работи кои што беа во овој двегодишен период презентирани. Да, малку само да се навратам, дека Пражинскиот договор, не знам на кого мислите тоа кога зборувате чадор, јас мислам не ми е познато тоа кој е чадор и како, би било убаво да објасните кој тоа спаја во чадорот. Ако тука мислите дека спајаат и ВМРО, ДПМН, и ДУИ, и ДПА, и СДСМ, и сите 4 големи партии беа учесници во Пражино, сите се потпишаа на договорот и сите едногласно потоа предложија во парламентот да поминат оние договорени начала за кои сите 4 партии се договорија. И тоа беше поентата на Пражинскиот договор, да се направи некој компромис за да може да надминеме кризата. Така да не може да кажеме дека само една од партиите или само некој нешто предлагал и форсирал, а другите дека не учествувале. Значи, подеднакво учествувале во договарањето. Некој успеал, може би, повеќе да издействува, некој помалку, но Пражинскиот договор и одлуката за специјалното јавно обвинителство е донесена исто така со компромис од сите 4 политички партии и едногласно со консензус во парламентот беше избрана. Така да околу тоа да немаме дилема. Околу прашањето, да. Што ќе биде добитна комбинација на престојниве парламентарни избори? Рековме квалитетна програмска понуда или што поголемо оцрнување на политичкиот противник? ДОМ е партија која веќе 10 години е активна на политичката сцена во Македонија и ние секогаш сме одила со позитивна кампања. Значи, и кога се критикуваме аргументирано, со факти, без лични навреди, и ние вистина се залагаме за една повисока политичка култура во државата. И мислиме дека е тоа и е потребно на Македонија во политиката, така да тоа се нашите принципиални ставови, тоа е европскиот модел на однесување во политиката. Повелете. Ќе се навратам малку на прашањето кој е чадорот и што е меѓународна, така наречената меѓународна заедница е чадорот. Тоа е јасно. Не е едногласно во собранието. Гласаше Гром против, гласаше господја Роза Топузовка Каревска и уште еден пратеник представник гласаше. Велите ДОМ не може да критикува и дека настапува принципиелно. Ви молам. Не, јас реков критикуваме со аргументи. Добро, со аргументи критикуваме. Меѓутоа, па ДОМ е 9 години во составот на оваа коалиција до сега.
Вие излеговте пред известно време. Сега вие фрлате песок на граѓаните на Република Македонија во очи и кажувате вие сте чисти, исправници, супер сте, а другите се кабаетли, као да 9 години ништо не гласате и не правите. Вие стоете за таа програма. 9 години вие сте во дел од власт. Не можам тука да ве прифатам дека зборувате за принцип. Може да објаснам нова, да. Точно е дека ние сме биле во коалиција, но Дом секогаш бил самостоен политички субјект. Значи, ние сме имале секогаш своја програма и сме се залагали и сме влегувале во коалицијата програмски со договор. И на почетокот на коалицијата пред 10 години оваа влада беше од најдобрите влади која Македонија ги имала и тоа е факт. И ние затоа сме учествувале. Значи, на одредени принципи сме имале заеднички јазик, биле исполнување на нашите програми. Што се смени ако беше најдобро власт? Што се смени од тогаш до сега? Што е смени? Многу работи се сменија. Значи, прво, еве ќе ви објаснам, не, јас ако дозволите да објаснам од аспект на Дом. Секако. Значи, ние прво, после 2014 изборите, исто така имавме таму една програмска платформа пакет, од кој ништо не ни беше реализирано. И ние преговаравме со партнерите во власта и баравме тие наши заложби да бидат реализирани. Тоа не се случи. Поради тоа имавме притисок и незадоволство со право и од членовите, и од симпатизерите, и од граѓаните во Македонија кои очекуваа дека ние како Зелена партија сме тука да ги одбраниме тие ставови, за кои ние презентиравме јавно програма и се залагавме, и имавме договор. Тоа не се случи, тоа беше првиот момент, тоа беше уште пред да почнат, оти ние имавме рокови, во рокот 100 дена, во рокот 6 месеци и така натаму. Така да веќе имаше незадоволство. Второ, оваа влада почна да предлага закони за кои ние веќе не можевме да ги поддржиме. Законот за високо образование. Се сеќавате дека студентите масовно излегуваа, протестураа, дека академската јавност апсолутно беше против тој закон и Дом, иако беше од коалицијата и во други наврати, која сме биле ние во коалиција, претеничката од Дом, Лилјана Поповска, не поддржала некои закони, пример закони за урбанизам, и кога била во коалиција, не гласала за. И вие знаете, тоа е полно легитимно право на секој пратеник, не мора за се да се сложите ако сте во коалиција. И она што беше пресудниот момент беше објавувањето на прислушкуваните разговори. Знаете, тоа е политичка одговорност. Кога има некој скандал, јас не велам дека некој е виновен, тоа ќе се докажува низ судска процедура. Но кога таков скандал ќе се обзнани во јавноста, во сите европски демократски држави се поднесуваат оставки, чисто од морална политичка природа, ништо понатаму од тоа. Судскиот дел, вина, невина, ќе се донесува, ќе се гледа низ нормален судски процес. Екстерното образование, го споменавте законот за високо образование. Не бил во прашање законот за високо образование. Екстерното образование беше причината, мотивот или намесот на кој се фатија и студенти, и дел од луѓе и така натаму и така натаму. Не бил законот за високо образование, бидејќи законот за високо образование многу одамна е донесен. Вие како Дом треба да имате, значи, еве, моите информации, јас работам на терен, дека вие во ниту една друга општинска немате своја организација. Сите ви се растурени. Тоа се моите сознанија од терен. Сите ви се растурени. Натаму. Точни ми се, натаму. Вие бевте 2002 до 2006 година, господјата Лиле Поповска беше на листата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како пратеник во собранието. Од 2006 година наому вие сте постојано во состав на коалицијата што победи тогаш. Ако вие сте толку... Еве 2 години не сме веќе. Не сте не е точно дека е 2 години, вие излеговте од коалиција пред известно време, значи некаде мај месец, некаде мај. Нема повеќе година, него околу мај. Не се како и да е. Значи, што сакам да ви кажам? Чинам дека ако веќе Дом и вие како незин представник и вашата председателка сметате дека има направено проблеми и така натаму, зашто вие не отидете сами на избори? Мислам дека вие треба да се проверите на избори, бидејќи кажувате дека говорите коректно. Одлуката кажа дека се уште не им е донесена? Ако може да. Значи, ние сме биле 2006 сами на избори. 2013 на локалните бевме сами на избори. Не дека не сме оделе сами. Ние имавме 25.000 гласа на 2013 на локални.
И бевме една од ретките партии која излезе сама на избори. И со сите манипулации изборни измами имавме 25.000 изброени гласови. Значи, тоа не се прави ако вие немате општински организации. Сите манипулации. Вие бевте дел од власта, вие велите за манипулации. Вашите изборни резултати ги признавате, а велите другите се манипулирани. Не е точно. Ние, веќе ви кажам, ние имавме преку 30 тужби за локалните избори, затоа што бевме убедени дека некој од нашите гласачи, знаете како, со проверка на терен испадна дека нашите роднини и пријатели не гласале за нас. И затоа имавме тужби. И баравме да се отворат вреките и да се проверат оние избирачки ливчиња кои што беа како неважечки, бидејќи на тие избори имаше 5% неважечки ливчиња, што е нетипично, обично има 1 до 2%. Ние баравме и не ни беше дозволено. Значи, ние сме реагирале преку институциите. Ама, вие градите став на хипотетика. Било нешто нетипично. Ама баравме, зошто не ни дозволија да се отворат вреките и да видиме колку имало неважечки ливчиња, за кого биле тие, што се случило. Тоа можеше да се провери, нели? Затоа и постои тој механизам на жалба. Инаку да се надоврзам на прашањето, се уште немаме дефинитивна одлука, точно е, значи мора, знаете, извршниот централниот одбор да донесат одлука. Ве молам, околу изборните резултати 2013, па 2014 и така натаму и така натаму. Видете, наназад со години, значи негде од 2008 година нааму, а Социјалдемократскиот сојуз ќе ги изгуби изборите, веднаш тие не ги признаваме. Имаме ние проблем, значи, со непризнавање. Тоа стана како некоја узречица. Добро утро, некој му кажете, има избори, добро ќе одиме, секи виде, окей, така натаму. Државна изборна комисија сегашниот случај извести дека списоците се изчистени. Покрај сите тие фалсификат лични карти што биле правени, тие не ги правил некој друг, ги правил Зекир Бекир или како се викаше, Чауш. Не знам сега, вие велите нели презумпција на невиност да почитуваме, бидејќи немаме докази снема. Јас сум подготвен да одговарам за тоа што го говорам. Тоа го пишува весниците со добро, долг временски период. информации има, секакви има и за едните и за другите. Треба да видиме. И предходните избори, 2013 Дамјан Манчевски од представник од СДСМ излезе и кажа дека списокот е исчистен. На последните избори, додека беше уште Рилковски председател на Државната изборна комисија, исто така потврдно дека се исчистени. На крај на краиштата, таму имаме избирачки одбори, по 2 представника од двете големи партии. Имаме од државната администрација 8 или 10 членови на избирачка комисија. Ниту еден, ама баш ниту еден записник нема во кој што е внесено дека има проблем. Моето вие викате фалсификат избори. Не можам да сватам таа работа како фалсификат. Никој не е осуден за тоа, никој не е отиден на суд за таа работа, а вие кажувате нешто што... И бараме владење на право. Затоа што мора да се расчиста додека ние немаме правна разврска на некои вакви ситуации. Кога ќе бидат вашите апетити задоволени, тогаш ќе кажете дека има владење на правото. Не станува збор, но морам да се надоврзам за избирачкиот список, бидејќи неколку пати доаѓаме на тоа прашање. Не е точно дека не реагирале. Илјана Поповска реагирала дека избирачкиот список не е прочистен, но што се случуваше во овој период? Кога се формираше ДИК, тие сите со консензус проверија и рекоа дека 330.000 се спорни. Ние не велиме фантомски ДИК, ама ДИК излезе со... географија пак. Ама не описна, значи, дали ДИК... сте дале тужби, сте дале приговори, не, јас сега да враќам зошто сега. Зошто не кажете кои се одговорите на Државната изборна комисија? Еве ви кажувам, Државната изборна комисија сега... Вашите не ви се прифатени, бидејќи се невалидни. Тоа треба да го кажете на граѓаните. Ама сега кажуваме, вие велите избирачкиот список секогаш бил во ред. Не бил. ДИК излезе, новата ДИК со консензус рече 330.000 се спорни. Јас тоа не го реков. Јас реков, ќе ви повторам уште еднаш и... А може ли јас да кажам? Прецизно ќе кажете, само простите уште еднаш. Значи, проблемот е овој. Институциите кои предводат и надлежни за спроведувањето на изборите, тоа е Државна изборна комисија. Така е. 2013, 2014, кажаа дека избирачкиот список е чист. И јас верувам во институциите на државата. Да, значи разликата меѓу мене и вас е тоа што јас верувам. Објаснете ми само, јас се извинувам, како тоа испадна дека еве да не ја кажувам целата процедура од 330.000 па 110 ќе се проверуваа, па 89 се провери 87, па испадна 40.000 не ги најдоа на теренска проверка?
и од тие се пријавија некој накнадно и пак 30.000 беа избришани затоа што едноставно не беа пронајдени. И сега имаме па тоа 30.000 не значи дека бил еве и да се само 30.000, а се повеќе. Сега имаме во моментот 3.500 гласачи повеќе на избирачкиот список, така? Тоа го објави Државна изборна комисија пред некој ден. Добро, вие објаснете ми како се избриша еве овие 30.000. Па еве не сум ни јас. Значи вие инсистирате, ќе имаме можност да ја слушаме Државната изборна комисија. Значи моето прашање значи ли ова дека вие сметате дека избирачкиот список е прочистен и дека на 11 декември по 19 часот нема да излезе одреден политички субјект со алиби дека има повторна забелешки на истиот? Значи зошто јас да не верувам во Државната изборна комисија? Ако собранието донесе одлука, ако лидерите на партиите, подписници на пражинскиот договор, на 31. август искочија и свечано кажаа на македонската јавност, исполните се, како ви ја велите, минимум услови за кредибилни избори. Во ред. Во ред. Што јас тука треба да не верувам? На 11 декември ќе има избори. Изборите од аспект на избирачки список, од аспект на организација, се чисти за мене. А дали некој ќе плаче после 19 часот, бога ме тука ми е страв да било што коментирам. Се може да се случи. Вие што очекувате дека можно е повторно после 19 часот? Мислам дека некој да си бара алиби во непрецизност на избирачкиот список? Овој пат на сите ни е јасна ситуацијата и тоа е многу добар момент. Тоа што ДИК го стави избирачкиот список на јавен увид, да можат сите граѓани, имаше 6.000 пријави од граѓани, да не заборавиме, кои си најдоа во своите домови некои гости за кои не знаеле, имавме дека некој гласал на адреса од бензински пумпи, од амбасади и така натаму. Ние лично како дом имавме неколку десетици пријави до ДИК. Значи не е дека бил списокот добар. И добро е што нешто се направи. Не е идеален и ние ќе се залагаме следната влада повторно да се наврати преку ДИК, се разбира, да се прочисти списокот. Веројатно ќе имаме веќе еднаш и попис направено и еднаш да се заврши ова прашање со овие нерегуларности. И тоа е факт дека 30.000 беа избришани од списокот затоа што не беа пронајдени ниту во базите, ниту на адресите на кои биле од избирачкиот список. 30.000 граѓани се многу. Ние мислиме дека има барем уште 50.000 кои треба да се Сакам да ве прашам. Допроверат. Најдиректно и најкратко. Да, повелете. Државна изборна комисија пред неколку дена објави избирачкиот список содржи 1.870 и неколку илјади избирачи. Добро. Таа бројка вие не ја признавате сега? Ние ја признаваме, ние ќе ги признаеме овие избори, ви реков, значи ние не... Зошто ме зборувате за 6.000, значи сите овие процедури, дозволете ми сега, вие слушајте ме малце, сите овие процедури во изминативе 3,5-4 месеци, од страна на Државна изборна комисија, со споредба, методологија применета, современа и така натаму, ги споредува и дојдува до заклучок. Едногласно Државната изборна комисија искочи и кажа, во Македонија, на престојните избори на 11 декември, имаат право на глас 1.870 и не знам колку илјади гласачи. Вие ова го признавате или не го признавате? Остајте во патот што е правено. Државната изборна комисија е државен орган, надлежен за спроведување и организација на изборите. И тој вели, имаме на избори да излезат право толку и толку. Вие тоа го спорите. Јас претходно, значи на самиот почеток кажав дека треба од реалноста да не бегаме. Реалноста ако може да не се ограничуваме само на едно прашање, да. Избирачки список и затоа ова траеше и се правеа различни начини на проверки за да се прочисти. Супер, и дојдовме до 1.870.000. Не знам колку е точна бројката, добро, не е важно. Тоа не е идеална бројка, не е сомневање, ве молам. Јас точно се изјаснив. Дали може да го заокружиме ова прашање? Колку се клучни медиумите за рейтингот на една партија? Многу. Најмногу, би рекол. Генерално, како јас тоа го гледам. Ако работите на терен, еве денови ви имавме некакви зврки, казнети телевизии и така натаму. Ние отидовме вон уставно. Ние сме договорна држава. Формиравме адхок тело од 4-5 на луѓе кои што сега ќе проценува, па не проценуваат тие, што тие ќе седат 24 сата на телевизија ќе гледат. Па таму има машини или компјутери, има тие мерат кој колку зборел, што зборел така натаму. И сега забелешка зошто ВМРО ДПМН бил повеќе застапен, а помалку бил Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, барем така се зборува. Па ВМРО ДПМН со коалицијата 15 дена на терен. Работат луѓето на терен, со граѓаните работат. И сега што ќе снимаат? Треба од дома да ги носат
новинарите да ја викнат луѓето од Дом и од коалицијата во која ќе припаѓаат да ги снимаат. Не гледам тука логика. Од аспект на политички партии, од аспект на внатре-партијско организирање, новинарите чинам дека соодветно известуваат. Во држава се направи, што ја знам, да, бидејќи провладини, демеки... Колку според вас медиумите се клучни за Клучни рейтингот се на една партија и последните пораки, ако може? И на сите им е јасно, и тоа сите анкети го докажуваат, дека граѓаните најмногу се информираат преку медиумите, и тоа телевизиските медиуми. И тоа е факт дека е така. Во последно време, да, и социјалните мрежи, електронските, но се уште клучна е улогата на телевизиите. Барем во Македонија. Во Македонија, зборуваме за Македонија, се разбира. И затоа и беше тоа предмет на преговорите. Да се подсетиме, медиумите беа еден, би рекла, препрека несовладлива околу која не можеа да се договорат, затоа што е јасно ние на сите која е состојбата со медиумите во Македонија. И не бадијала, тоа беше основна тема покрај избирачкиот список, преговорите околу слободни, независни медиуми, балансирано известување, и тоа ќе кажам дека далеко е од некое добро решение, што значи многу работа ќе остане за новата влада натаму, но она што се направи е тоа адхок тело, се смени уредникот во МТВ и направија некој договор со промени во изборниот законник за побалансирано известување. И тоа е најголемиот успех, најголемата придобивка. Тоа е демократизација, така? Ама не, вие сега ми ги извртувате зборовите. Па не ви ги извртувам, уредникот на МТВ го сменив и ние го демократизиравме медиумите. Нема логика. Ако може да се доискаже, Нема логика. Тоа не е демократизација. Тоа се тие минимум услови за да имаме пристојни избори. Тоа не е решение, далеко е од бидејќи сме идеално. веќе пред самиот крај, ако може да последните пораки. Значи, тоа се минимум што успеале да договорат со компромис партиите за да имаме малку побалансирано известување и присуство. И вие секако знаете, како помала партија, и особено и ние, помалите партии, уште помалку имаат простор на медиумите. Така да позната ни е таа битка. Какви се вашите очекувања од предвремените парламентарни избори, генерално за политичката сцена и за вашата партија, поединачно? Па, граѓанската опција за Македонија како граѓанска партија и како дел од коалицијата за подобра Македонија, односно предводена од ВМРО-ДПМН, очекува дека на овие избори ќе победи. Граѓаните ќе го дадат својот глас за позитивни програми, за позитивни проекти, за реални проекти што се случуваат, за поголеми плати и така натаму и така натаму. И кога сме кај платите, денови сакам да искоментирам, слушаме од другата страна дека еве не е тука, меѓутоа морам да споменам за кого се однесува господјата Радмила Шеќеринска, говори платите ќе качеле на 30.000, не знам, минимум, пензии ќе качеле на толку и така натаму. Па ве молам, 2 години кажува дека буџетот и пензијскиот фонд ќе колабира, а сега кажува дека ќе ги качеле платите. Која е таа логика во бројките? Од каде? Со што? Сам нема логика. Ќе оставиме на граѓаните, нели? Да, секако граѓаните ќе одлучат. Граѓаните ќе одлучат за тоа. Јас сум убеден дека граѓаните ќе гласаат за проекти, ќе гласаат за подобар живот и ќе гласаат за она што досегашната влада го обезбедувала. Да. Повелете. Морам околу проектите, значи, од каде пари? Пари во буџетот има, ние сме сведоци дека се донесе во собранието историски најголемиот и секоја година е се поголем. Само е работата за што ги трошите парите. Инаку, тоа е клучно, како и во секое домаќинство, нели, што ви е приоритет. Дали ги трошиме за проекти на граѓаните или така. Па не знам сега дали тие, ако се потребите на граѓаните, тогаш во Македонија нема четвртина од населението да живее во сиромаштија. Оти тоа се бројките, да молам. И 100.000 имаме приматели на било кој основ некоја социјална помош. Значи, преку 50% од населението во Македонија заработува месечна плата до 200 евра. Тоа не зборува добро за квалитетот на живот и за економските придобивки и затоа очекуваме дека граѓаните овој пат ќе го дадат својот глас за демократски промени, за да живеат во правна држава, за да бидат почитувани човековите права и слобода, да имаат економска благосостојба и да останат младите луѓе да можат да живеат достоинствено во својата земја, да не мора секојдневно да ја напуштаат. Благодарам што бевте дел од вечерашното издание на емисијата од Наш Аго. Ви благодарам на поканата. И вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечерва бевте заедно со нас. Се гледаме следниот вторник во истото време. Пријатно.